Добра вечер, вие слушате радио Канал 103. Ова е 516-тото издание на емисијата Дансе Макабре, во кое што ќе ви говорам за 4 исклучителни музички остварувања од домашната сцена. Именно денешното издание на Дансе Макабре комплетно ќе биде посветено на домашната музичка сцена и изданијата пред секој што никнуваат на домашното тло, кој што јас лично сметам дека сите треба да ги слушнеме, затоа што се составен дел пред се од културниот идентитет на една држава, ознака која е јасна индикација пред се за креативниот потенцијал на домашните музичари, чија што музика не треба да се слуша само на ова радио, туку треба да ечи и на другите медиуми, да врти во сите кафулиња и да се исполнуваат со посетители нивните концертни настапи. Меѓутоа, се додека уметноста, односно музиката, не е позадинска бучава, туку стане конститутивен дел од секојдневието, секој едно жителче на оваа држава, која што ќе фигурира на повисоко место во приоритетите, од правењето на ливче во обложувалница, борењето за идеалите на политичката партија, истекнувањето за експертиза, за немање поим од животот и наметнување дека во некое друго време било подобро, ќе бидеме светлосни години оддалечени пред се од цивилизираниот свет. Сега оваа емисија постои со цел да учествуваме во културниот надпревар помеѓу народите со домашната музика, па затоа издвоив да рецензирам едно издание со world music од реномиран домашен автор, потоа рок-н-рол албум на бенд кој се повеќе звучи и наликува на Pink Floyd, потоа едно кросовер хардкор панк и треш метал издание на работено по светски стандарди и едно интригантно амбиентално музичко издание со мрачен електронски призвук, кое што ќе ослушнеме на самиот крај на емисијата, која што е насловена Раритет, односно серијата на изданија посветени на домашната музичка сцена со реден број 13. Значи, 3 проширени изданија и едно долгосвиречко издание имаме на репертоарот за денес, со што бија достигнале цифрата од 52 рецензирани домашни албуми во рамките на оваа емисија, која што ја започнавме со композицијата Hate, по која што следуваше композицијата Штета, кои се наоѓаат на изданието на Пијан Славеј, од кој што во продолжение ќе слушнеме и композицијата Клинч, пред да се фокусираме на сето тоа што се наоѓа на ова издание. Дансе Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 516 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 516-то издание, именувано како Раритет број 13, односно издание на емисијата посветена на домашните музички остварувања, од кои што можев да слушнеме 3 композиции кои се наоѓаат на изданието Пијан Славеј, на истоимениот артист, издадено 2022 година, проект со кој што раководи Бранислав Николов, односно вокалот на Фолтин, кој е во корелација со поетските изданија кои што ги има Бранко за себе. Ако мора да се стави под некоја си жанровска капа, тогаш world music може би е најширокиот поим во кој што може да се улови овај звучен сензибилитет, како што се простира пред се во овие рамки, заради тоа што секоја песна допира до различен музички манеризам и пред се призвук, некогаш е поблиска може би до звукот на 80-тите, некогаш до шансоните, некогаш до поп мелодичноста едноставно влече од се каде ги канализира ни себе и ги вади со помош на собствениот израз овие дела. Предходно, ако не се лажам, беа објавени и синглките Сонце, потоа Парфем, како соработка со Тања Тасеа, потоа Крв да ни се стори со Каролина Гочева и Бегаме со Дани Димитровска, надвор од рамките на ова EP издание. За потребите на ова издание има одлична екипа собрана Бранко на соработници, кај што покрај тоа што Бранко пее свирен клавиатура, Пеце
Трајковски брат да свири на гитара, клавиатура, хармоника и програмира самиот звук, потоа Андреја Мирчевска можете да слушнете на контрабас, Мартин Жорлев на клавиатури, Мартина Бараковска на тапани. Ивица Јанкуловски Штраф е тонскиот снимател, микси продукција работи во студиото Алшар, Оливер Белопета е извршен продуцент, а фотографијата која што искористена е на Маја Аргакиева на Бранко Омотот е дизајнирана од Александар Поповски, кај што фотографијата на Бранко е скицирана со својарачен подпис во позадината функција на нејзина текстура. Издадено е на 19 мај за Скопски Джез Фестивал Рекордс. Има неколку гостувања на албумот, како што е Сара Мейс со помош на низината харфа на музика та враце ми носи само болка, а потоа Петар Христов го имаме со кларинет на студен и можете да слушнете гласот кој што е позајмен во рециталот на Хейт на Никола Ристановски. Албумот го започнува музиката враце ми носи само болка, еден поп сентиш, еден блуз на еден музичар кој тагува за тоа што на веќе на штима на гитара, бол предизвикува излевањето на лирскиот сентимент кој би го иницирала од свирената композиција, која е проследена со стиховите со харфата на Сара, а завршувајќи на едно елегично пијано како милозвучен спорадичен почеток на албумот, што е сосема соодветно за да се нурнеме во неговата богата содржина. Потоа следува Хейт, како што можете да слушнете, Хейтам значи постојам, комплиментот нема смисла, е отпеано од страна на Бранка, кај што се разлева една милозвучна мелодија, синоним на еден синтвейв на 80-тите, со фолтиновска разиграна се разбира, мразам што неќам и сам да се хейтам. Е напоменато е дека е единствениот проблем на хейтерот кој има хейт за сите и тоа е негов начин на функционирање, резонирање и кохабитирање пред се, што е синоним пред се за денешницата. Нема по-добар начин да се долови живеењето за хейтањето и хейтањето за да се живее, завршувајќи со еден прекрасен рецитал на Ристановски за уловување обид, пред се за уловување на сонот во утрата, во тие мигови кога многу лесно е да ни се протне низ прстите. Третата композиција е Штета. Започнува со контрабас на Андреја. Дилемата на лирскиот субјект е тука дали саканата ќе заврши во заборав веќе еднаш или пак со палав бакнеш повторно ќе евоцира љубовни пориви, па затоа тој мижи за да не ја сретне. Едноставно музички забележуваме една милозвучна джез-рок фьюжн балада која си има свое сонливо соло на клавиатура со по некоја фреквенција на сајзерот помеѓу. Клинч е четвртата композиција која што се наоѓа на ова издание. Доминантен е тука дефинитивно синтвейв призвукот, малтене ретровейв ден сегмент со кој што почнува композицијата. Питер Габриеловска, ајде да ја наречеме така, љубовна пресметка имаме за потреба од цимнување на гарлот, за да биде заменет со прегратката од саканиот, кој сака божествено да љуби, како што се напоменува, за да започне прекрасната милозвучна најазда на сајзерот и забрза ритамот додека се боксува со љубов. Една од најомилените ми е на албумот. Студен е последната композиција, таа е спорадична, торжествена балада за крај, кај што во случај на заминување на љубената ќе остане лирскиот субјект безљубен и студен, кој ја иницира саканата да погледне за неговите очи додека одекнува кларинетот за да ја преточи неговата тага пред се во мелодија. Времетрањето е 18 минути, сосема доволно за едно EP издание, но секако дека би сакал да слушнам и целовечерно издание од овие извонредни музичари. Секогаш постои нели репит, ама тоа баш и не е доволно кога се има лимитиран материјал на располагање. Убаво е што Бранко од време на време не подсетува дека има други синглки во колаборација со женските вокали за да го добиеме и тој аспект на неговото музицирање, да се продлабочи едноставно неговиот авторски израз, односно лирскиот љубовниот сентимент е
доминантен во делото на Бранислав, поетичноста која што се раѓа од копнежот по саканата бликнува во композицијата, едноставно присутна е, не може да се избегне, се разбира Фолтиновската игривост, што е еминентна и што и тоа како сите сакаме да ја слушнеме. Јас конкретно во ова последна фаза на нивното творештво во која што се наоѓаат, која што ми е многу блиска и сродна на мојот музички сензибилитет, но поп сензибилитетот е пресуден без разлика на присутната музика, дали станува збор на некаква си джез рок фузија, односно се синтетизира звук кој што е значајно освежување на нашата поп сцена, затоа што е уникатен пред се пристапот на ова вечна љубовна проблематика со која што најголемите поети на светот се занимавале да ги одгатнат тие тајни коридори низ кои што треба да се вивне еден човек за да се предаде на друго битие, но тука се крие и пред се шармот на напевот на Пијан Слави во неговото истражување на начинот на кој што се изразува потребата по саканата, односно поврзаноста на саканата. Би сакал овој проект да не се ограничува само на музичките пространства кој што ги слушнавме и да експериментира Бранко во изнаоѓањето на љубовта во другите музички бранувања и да добиеме еден калеидоскоп на звук, ако повеќе сакате, во кој што ќе одекне поезијата на Бранко и Славеот, колку и да е пијан, бескрајно ќе љуби и тагува од болка и од радост. А во продолжение ќе слушнеме 3 композиции од Foolish Green, кои што го издадоа нивното ново студиско издание Soul Revival, од кои што ќе имаме можност да ја слушнеме Sativa, Surfing in Gotham City и Void 2. Така што уживајте во продолжение во Foolish Green. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 516-то издание, именувано како Раритет број 13, посветена на домашната музичка сцена, а имавме можност да слушнеме 3 композиции кои што се наоѓаат на албумот Soul Revival на Foolish Green, издаден 2022 година, бенд под раководство на Нена Стефановски Брус. Првиот албум на Foolish Green Escape од 2013 година, со чие што појавување можев да ги сместам во фахот на пост-панк ревайвал музичките текови, односно како еден домашен одговор на Strokes, Interpol, White Stripes, Vines, меѓутоа денес комплетно се претворени во и предадени на психоделичниот призвук од 70-тите години, така што поблиску се може би до Pink Floyd, The 13th Floor, Elevators, The Electric Prunes, отколку до The Strokes. Се разбира дека го изразуваат овој нивен психоделичен вајб во модерен манир. Сингл помеѓу албумите, мислам дека кој што се појави беше До кај сме со Тонио Сам, 12 и Dream of You. Брус за настапите во живо има собрана опасна екипа на музичари, кои да чекам да слушам како ќе го изведат новиот материјал, односно ги имаме Ади Имери на гитара, Драган Стојковски на бас, Петар Лукиќ на клавиатури и Александар Ванчовски джигер на тапање, така што ова е екипа која што ветува. Еден рефрен е напишан со помош на Давор Стојановски, а еден текст е на Драган Стојковски, останатото е дело на Ненад Ристолачинов, работи на микс и мастер во Апофенија Labs. Ова е самостојно издание, издадено 28 мај 2022 година. Обивката е дизајнирана од Мики Стефановски, на која се прелеваат пред се реминесцентните шаренолики нијанси на лицето на Брус, што е соодветен визуелен белег, нели, на музичката психоделична нишка која што рок-н-рол ја гајал во 70-тите. Албумот го почнуваме со Goodbye, вовед на албумот кој што се замолува со спасението на душите, проследено со едно збогување на почетокот на албумот, доста интригантно. Се збогуваме, се уште не сме ни почнале, односно милозвучна интро кај што има напластена игра на клавиатура и една тегобна приспивна песна на пијано, пред да плисне крешендото на оркестрацијата, една волуминозна подлога за отпеаниот стих, но карневалска, малтене дарка барем мелодија, која што е се присутна и доста игрива. Ја слушнавте Void 2, втората композиција на албумот, за да се земе здив и опее
истекувањето на времето, додека го наслушнаме психоделичниот ритм на Pink Floydовската композиција која била заборавена во 70-тите, опевајќи ја празнината во главата, додека се оживува душата. Највпечатливата композиција за мене на албумот, со прекрасно гитарско соло на кое што и Гилмор може да подзаведи, а вселенското соло на клавиатура Райт би го посакал во некоја од композициите на Флойд, но му предходи едно механизирано, малте не со извитоперен глас отпеано и надоградено ехо на секој отпеан стих со надополнување на кажаното во празнината помеѓу стиховите. At Last е третата композиција со приспивна мелодија која што започнува со еден лалабај, малтене, на која што се начнува ритам кој е аналоген на психоделијата на доцните 60-ти, а адекватни се описите на изгубените души и глувците наоколу со едно гитарско соло кое што пени во таа сонлива атмосфера, затоа што полесно е да се опрости на непријател отколку на пријател пред да се истакне гитарата со погласните слайдови. Нема потреба од одмаз да се посочува на крајот на криштата кога ќе не нема, а сепак во spoken word сегментот секој го убива блискиот, некој со ласкав збор, некој со меч, некој со едно сонично премотување на самиот крај на композицијата. Четврта е Don't Be Afraid, која што започнува со одмерен ритам, се разлива милозвучен брит-поп сензибилитет, кај што постои надеж за подобри денови, наместо лагите и стравот на денешницата со кој што се прехрануваат алчните, а безгрижно звучи усната хармоника која ќе слушнете на крајот на сечи пат, односно милозвучна композиција како одговор на непогодностите на денешното постојање. Сатива имавте можност да ја слушнете, таа е петата на албумот, каде што Foolish Green ми посакува добре дојде во мантрањето, односно Chemical Brothers како што се поигрува со таа Битлсовска истрипана индиска посета, така и тука на овој сон во сон забележуваме кај што се посетува, дека се посетува рајот, само што саканата гризнала од јаболкото, па сега останува субјектот сам во ова небесно пространство, обиколен со напев на хармонии, кај што се разлева едно нескротено гитарско соло, бипап ритам, водено од салунско пијано, отсликувајќи го будењето од психоделичниот сон, дури и на музичко рамниште, кај што реалноста е во тој Pied Piper I've Got a Bike ритам, додека не се разлее гитарата уште еднаш да подсети на заумниот сонет свет, кој кулминира со тој индиски мелос на клавиатура. Шестата е Surfing in Gotham City. Син на знаката дека влегуваме во светот на Бетмен, благодарение на овој син, може да се наслушна во тој Бартоновски, Дени Елфмановски пролог, но гитарата ќе го начне контрапунктот со сурф-рок елементот, кој пријатно ме изненади кај бендот и е комплетно неочекуван пресврт на овој албум, што говори дека мајсториите на Дик Дейл и компанија може да го најдат и местото во звучниот израз на Foolish Green, додека Бетмен сурфа низ канализациите на корумпираниот Готам, затоа што му се може. Седмата композиција е Regrets и по сурфањето се успорува топката, милозвучниот звук е проследен со одмереното темпо, кај што се посочува дека требна ни е само љубов во ова шанса која што имаме во животот, нема потреба од јадежи и вознемирување од погрешни одлуки, за дури во звучен манир да се рефлектира потребата од кајање од нереализирани соништа проследени со тој заумен олабајно пијано, пред да се вратиме на првичниот ритам, кај што клавиатурата ќе си поигра со своје соло, додека не се распане звукот во еден пенлив фейдаут на синтесайзер. It's Over е осмата композиција, замрачен си на почетокот ја начнува творбата, предвесник на една филмска сцена, за една финална пресметка, кај што стравот крие тајна, представува слабост, еден звучен неонуар, ајде да го наречам така, кој се спојува со еден comfortably numb манир, која, кога логиката пред се е онемена со сомнеш и очај, во свет кај што алчноста се прикрива со други лица и се советува да бега субјектот, што е можно подалеку додека може, без да се обдзрнува, една почесна стрелба кај што наслушнуваме фанфари на дувачки инструменти, симулакрум нивен пред се. Soul Revival е деветата композиција,
насловната тема која што го затвора албумот, милозвучно и спорадично со акустична гитара, потсетувајќи ме на сензибилитетот на Final Cut, можеби најблиску, надополнето со калтовски гитарски делници во блуз-рок манир, кај што се опева ехото на минатото, кај се претвора во оживотворување на душата, збогатување на земјата и полетување и пред се збогување од неа и полетување до сателитите, односно светлосни години подалеку од тука, додека одекнува ехот во главата, едно Space Oddity на албумот со кој се затвора ова сонично патешествие во обновување на душата со рекалибрирање, што е звучна психоделија од раните 70-ти во денешен облик пред се низ призмата на Foolish Green. Време трајањето на албумот речиси 44 минути, што е стандардна минутажа за една LP. Не сомнам дека повеќе композиции би сакал да бидат од калибарот на Void 2, да продолжат да го истражуваат Флойд во себе, затоа што прават успешна спрега со помош на денешната продукција, па затоа убаво би било да ги тестираат пред се границите на психоделијата, без да се загуби структуралноста и јаснотијата во изразот, и тука лежи пред се вештината на овој тип на музицирање, а при тоа да се создадат запамтливи композиции, што воопшто не е мал залак. Музичките поигрувања насреде композицијата, кои наменски го менуваат течението со звучното богатство на бендот, признавам дека не спреме фати сурф-рок подвигот, ама тоа е назнака, например, дека бендот е предводен на слушани музичаришта, меѓутоа кои знаат да продрат во секој потребен жанр за да ги изразат нивните игриви музички потреби, меѓутоа тоа кршење на структурата, тоа прелевање од еден облик во друг, одменување на ритмиката, многу ми се допаѓа во нивниот израз. Многу поголема сродност наоѓам со овој албум отколку со Escape, многу пософистицирано звучи, позрело пред се и на музички план, и да се надевам дека нема да имам потреба да чекам една деценија за нов албум и ќе продолжат да истражуваат нови пространства во себе. Од секогаш сум ги преферирала композициите со побрз ритам отколку спорадичните и баладичните напеви кај бендот, но секоја флуктуација и градација пред се во нив ме присилува да го преслушам албумот одново и одново, со тоа што сметам дека орбитираат на прав пат и едва чекам слушам каде ќе обезбедат лет со наредното издание, но претходно ова патешествие мора да одлета во живо и на други планети со помош на звукот на екипажот на Foolish Green. А во продолжение ќе го слушнеме најагресивниот, најверојатно звук за ова емисија, односно во продолжение ги слушаме Primitive Dread со композициите In This Hell, ќе слушнеме The Void of Dreams и доколку имаме време ќе слушнеме или Victimized или Doomed, тоа оставаме да на едно изненадување за вас која ќе биде. Меѓутоа, во продолжение ги слушаме Primitive Dread со композиции од нивното EP издание Rusty Chains of an Endless Transition. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 516-то издание, именувано како раритет број 13, односно издание посветено на домашната музичка сцена, а во продолжение имавте можност да слушнете EP изданието, кое што се одлучив да го преслушаме во целост со оглед на тоа што и тоа како има што да се слушне на него, односно станува збор за албумот Rusty Chains of an Endless Transition на бендот Primitive Dread, издаден 2022 година, односно музички проект кој што е составен од членови на Hardfest, односно вокалот Димитар Савески, потоа на гитара и бас е Љупчо Стефановски Джими и Јордан Маленко е на тапани. Жанровски можам да го сцрстам во категоризацијата на кросовер бендовите, односно амалгамирајќи ја пред се агресивноста од хардкор панк елементите со една симбиотска врска со техничката подкрепа на треш метал музицирањето, снимена во периодот помеѓу декември 2020 и јануари 2021, дел во Македонија, дел во Шведска. Микс и мастер прави Јордан на ова издание. Обивката е на Драган Драш Китановски, а графичката адаптација е на Филип Тасевски Фиц, на која што можеме да забележиме еден црновет цртеж на демонско представление кое има лице налик јапонските ритуализирани маски, со тоа што ова битие милува да гмече
луѓе во машина за мелење на месо. Димо постојано го реферираше генерацијското разочарување од вечната транзиција во разговорите кои што правевме за Харфест, а во ова дело уште еднаш го посочува робувањето на овој процес на стиховен и пред се на сликовит начин со звучните долги наслови на албумот кои многу му ги сакам, затоа што многу се допаѓа ритмиката на нивниот изговор, така што секогаш знае да погоди во центар со нив. Албумот е издаден во април 2022 година за Die Hard Records. Го започнува In This Hell, која што стартува фуриозно со рифаџевски шрапнели и опевање на растењето помеѓу змии, влечу ги без трошка надеж, со душа заглавена помеѓу тага и озборување, привлечен од омраза и удавен од сиромаштија, како што се посочува, пред да најде спокој помеѓу змиите во кој што нели е опколен, како што ќе најави игривиот пред се гитарски тестаментовски лит на трешерската композиција, во кој субјектот отрпнува на злото, ги лиже раните и пред се е и отрпнат на неисполнетите ветувања, односно веќе не допираат до него и губи токот на вербата. И ова е одличен приказ на пеколот во кој што секојдневно се давиме, но тоа само го прави човекот издржлив на секој предизвик кој што му доаѓа со наредниот ден, снаоѓајќи се покрај змиите, како што Димо умее да извика со потребната помош во борбата против овие влекачи од пеколот. Втората композиција е The Void of Dreams. Рафали имаме на рифови и тапани кои што ја започнуваат композицијата со слеерски интензитет пред да стартува поспор ритам на строфите кој постепено, нели со градација на во панкерски манир забрзува, која си има свој мош и брекдаун во хардкор провениенција, во која се опева насловот на албумот, кај што растеме со тврдоглавост и лакомост, кои создаваат лузни икања, правејќи од секого отпадник, односно правејќи го другиот маргиналецот под контрола на режимот, односно создавајќи од луѓето тоа што го мразат, односно правејќи од нив тоа што имаат омраза кон нештото, стравувајќи од промена со иземена можност, нели, за сонување на подобар свет кој што би го имале, нели, кога сме изложени пред се на овааката дневна агонија која што е прикажана, одличен премин од агресивен почеток до хардкор сегментите, кој што може би најблиско е до тој Hardfest манир кој што низ годините го негуваат. Третата композиција е Victimized, old school треш рифчиња почнуваат оваа творба со Seasons on the Abyss, рефрен во тој манир работен, кај што се посочува дека агонијата во која што сме на музички план пред се, кај што се посочува дека агонијата во која што сме заглавени не се променила уште од 1991 година, така што референцата за оваа композиција која што токму е од тој период сметам дека е најпогодена и на музички план, односно лагите се опростуваат, земјата скапува полеана со грев, затоа што манипулиране народот за да се зачува покорен во сервилна позиција, само за да се одржи мирот, додека луѓето се дават во негативности, му пресудува тој што е на власт, односно распарчен од омраза и удавен во лаги. Се посочува дека се опева оваа виктимизација во творбата, во која е замолчен народот кој коленичи на доживеаното зло, но кога ќе се затруе со оваа стигма од злокобноста, во која си израснат во кафез и на отворена врата птицата не знае што е слобода и ќе си остане таа во кафезот, така што агонијата која што ја доживува ги крати низините крилја и пред се можноста за поглед и верување пред се во екзистирањето на подобар светот во кој што сме заглавени и ја глумиме жртвата која што сме дозволиле да бидеме, заради тоа што ние сме тие кои што одлучуваме дали ќе бидеме жртвата во оваа равенка. Четвртата композиција е Doomed, рифаџиска експлозија која е надополнета од ритам секцијата, започнува еден
опасен заемен трешерски риф, во рефренот да има поспор сегмент за бенгање на хардкор делниците, во кој се опева дека ние не заслужуваме втора шанса, ниту милост, сами сме си ги скопале гробовите и ни преостанува да го живееме пред се кошмарот кој што сме го одобриле, па накалемените гревови секојаш ќе бидат тука да не подсетат на предстојното проклетство додека се дзвериме нели во амбисот, и тој нема попаметна работа, па од време на време фрла погледи на нас и ни вика ако вие, малку вие и ова. Време трајањето на изданието 11 минути со оглед на кратката должина на композициите, тоа е пред се временска рамка која се очекува за еден ваков проект, што значи дека 20 на минути би траел еден долгосвиречки албум, кој што би сакал да можам да го слушнам од момците, но повеќе од тоа би сакал да ги видам во живо како го изведуваат овој албум, и пред се сакам да гледам млади металчиња и металки како ги тресат нивните глави во првите редови, за кои пред се е наменет овој албум да биде индоктринирање во екстремните граници на метал призвукот. Меѓутоа, легурата на трешерските рифови и хардкор мошовите и успорувањата пред се испробана механика низ еволутивниот период на созревањето на Hardface, така што нема сомнеш во исправноста на музички план, но искрено би сакал овој бенд да биде збогатен и со елементи од другите екстремни метал правци, да слушнеме и некое гитарско соло на изданијата, затоа што ако продолжи нели да се комбинираат исклучиво само овие чинители, може би ќе стане повторлив овој материјал самиот на себе си, но како вентил за искористување на габаритот на собраните рифови на Джими, и тоа како мора да и треба пред се да постои и да најде некое си своевидно решение да биде изведен во живо, за да може да се искаже и ова јасно негодување од закотвеноста на македончето во тој статус кво кој ја јаде неговата душа, губејќи секаков морален ориентир во животот, станувајќи нели алчен, поган и користолюбив грешник кој си го копа сопствениот гроб. Ова е порака за освестување, но прашањето е дали е предоцна да го согледаме робството и да се побуниме. Не, никогаш не е предоцна за бунт, тоа е мојот одговор, посебно ако вреди тоа што имате да го кажете, а Primitive Dread имаат што да соопштат со нивната музика. Во продолжение ќе слушнеме две композиции од Sinking Photon, односно ќе ја слушаме Alligator's Dream и Wired, две композиции кои што се наоѓаат на EP изданието кое што гласи City of Diluted Lights. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 516-то издание, кое што е посветено на домашната музичка сцена, односно на актуелните албумски остварувања, а за самиот крај на емисијата слушнавме две композиции кои што се наоѓаат на City of Diluted Lights, на Sinking Photon, EP издание од 2022 година, проект на Никола Наумовски, кој е комплетен автор на музиката, односно станува збор, како што можете и да забележите, збор за амбиентална музика пред се и некој си, ако воопштен назив може да го земеме, во кој што ќе се категоризира пред се звукот кој што го создава Никола, меѓутоа употребата на електронските битови понекогаш наоѓаат извориште и во индустријал провениенција, понекогаш доловува прогонувачки дарк амбиент, трип-хоп, а сето тоа е синтетизирано со оркестрација и дувачки инструменти, која би била соодветна за некој си музички скор, за некој си неонуар, например. Албумот е миксан од страна на Александар Златковски, односно Алекс Plant, издаден е за кумановската Wire Entertainment, за кој што ви говорав во контекст на издавач на новиот албум на Мугер Фуер во претходното издание на Раритет. Издаден е на 10 април 2022 година, а на обвивката имаме еден, ајде, ако сакате една Дони Дарковска маска на зајак, односно ако повеќе милувате еден линчовски ребиц или зајачките уши на Гамо, која е референција и да ја употребите, нема да сгрешите, заради тоа што
изгледаат морничаво и тој ефект си го постигнуваат во целост. Односно композицијата која што го отвора албумот е Alligator's Dream, која што ја слушнате, започнува со електронски бит и едно издишување, кој што се пресечени од продорен синт, пред да се начне ламентирањето на трубата, за да се наметне разорниот бит и дождот на хипнотични дирки на клавиатурата за симбиоза да се наметнат сите чинители кон крајот и да осамне пијаното во сонот на алигаторот. Wired е втората композиција на изданието, која што одекнува спорадично пијано, еден неонуар сензибилитет, дувачки инструмент кој што се наметнува за надополнување на мрачната атмосфера со провејување на прогонувачки глас, пред да започне индастријал ритмиката, која ја символизира пред се дигиталната вмреженост, која се извива над мрачниот амбиент, за да се долови таа сайберпанк аура на која што се цели пред се со овој албум на звучно рамниште, односно футуристичкиот електронски звучен изблик во кој танцуваат нотите на клавишите со помош проследени, односно со трубата, еден уникатен призвук кој што одлично функционира во овој индастријал сетинг за и во оваа композиција епилогот да биде наменет за осамнетата клавиатура. Neon Iris е композиција која што ќе имаме можност да слушаме на крајот на емисијата. Таа содржи надоаѓачки атмосферичен звук кој што осцилира и вибрира на почетокот на творбата, синтетизирани фреквенции кои што се надополнети од позадинското луцидно пијано, кое е засечено од електронскиот бит, напластено и со дувачка свита и пулсирање на самиот сайзер, кои постојано се надпреваруваат за превласт во композицијата и секоја од нив раскажува на засебна приказна во мрачните сокаци на градот на иднината. Кон крајот, еден по еден елементите испаруваат и на крај осамнува самиот синтесайзер. Streets of Glass е четвртата композиција, односно ламентирачка предсет творба, кај што пијаното одекнува во ехот на осцилираната електроника како одек на некое далечно минато, а спорадичниот бит се надоврзува со елегичната атмосфера која се создава во кохабитот на пијаното со електронскиот синти бит, за да биде надополнета од таговна жичана свита, односно таа е условно кажано баладата на албумот, која што не застранува од мрачниот амбиент кој е присутен насекаде во ова EP издание како еден неизбрижлив пред се спомен кој создава неудобност. Односно, очудувањето останува на крај со почетниот ехот на нотите продуцирани од клавишите, така што нема никакво бегство од зацртаниот мрачен амбиент кон кој што се цели со ова футуристичка творба. Clouds and Silences е петата, односно електронски наев на звук ја отпочнува прошталната композиција со еден натажен глас кој тавтолошки се простира и надоаѓа, иницирајќи го одекнувањето на ламентирачкото пијано кое плете низ тишината, за да биде надополнето од фузијата со помош на продорниот дувачки инструмент. Време трајањето на ова издание е 27 минути, така што со оваа должина веќе добиваме многу појасна представа за габаритот на звукот кој што го поседува Sync and Proton. Фотон, односно во процесот на правењето звучна легура со сите музички делници, затоа и остава просто да се образува таа синергија во 5-6 минутни композиции, давајќи нели да има оддишка, акцентирајќи ја потребата од загадочната атмосфера која што се напластува со секоја нова звучна линија. Има неколку звучни елементи кои се амалгамираат во творбата, како што се прогонувачките гласови, осцилираната електроника, пијаното, дувачките инструменти, индастријал битот, но сметам дека е потребно посмело нивно комбинирање, да се наруши формулаичноста, да замине композицијата во друга сфера, да се прекрши, да настане некаква си дополнителна градација, која што ако не ја има, ќе роди една своевидна репетиција во маниризмот, па и без тоа вештачки нели се создава звукот, може да се амалгамираат други инструменти за да се засили мрачната атмосфера на поразнолик начин, нели во контекст на изборот на дувачките или на останатите инструменти кои што се синтетизираат, иако футуристичкиот сайберпанк аспект на овој тип на музицирање е одлична симбиотска врска со џез елементите на дувачките инструменти кои го
вметнуваат пред се тој ноар елемент за да добиеме една звучна слика на Blade Runner, кај што нотите ќе осамнуваат и исчезнуваат како солзи во доштот. За крајот на емисијата ќе слушнеме најавената композиција Neon Iris, кој што исто така се наоѓа на EP изданието на Sinking Photon, односно City of Diluted Lights, а денес покрај него имавме можност да слушнеме композиции од Пијан Славеј и истоименото EP издание за Скопски джез фестивал Рекордс, потоа слушнавме композиции на Foolish Green, односно нивниот албум Soul Revival, па следува Primitive Dread со Rusty Chains of an Endless Transition, издание на Die Hard Records, и се разбира завршуваме со Sinking Photon и City of Diluted Lights. Јас сум Златко Илевски и го затворам 516-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, слушајте домашна музика и не бидете шупаци.